Самата десница го смета како идентитет и како нација. За нив територијата, генот, односно крвта и историјата се како некој конгломерат, некој тоталитет кој што заедно и нам бе одат и на една фактички географска територија, која што е политичка територија, тој што најмногу број луѓе во суштина, тој има најмногу право да располага со политиките на таа држава. И сега ние кој ќе земиме предвид дека сме во едно демократско општество, као демократија преферираме, па гласање на избори, па имаме политички партии, па имаме олигархија што ги како се каже што ги финансира тие политички партии, веднаш се менува целата клима. Оваа држава ни припаѓа нам, а не им припаѓа на оние кои во суштина сакаат да ја приграбат секое афирмирање на каков било елемент на мит или на приказна или на символ на некоја малцинска група низ институциите на таа фактички држава, го сметаат како узурпација на супстанцијата која што им припаѓа само ним.